Бесплатен здрав оброк за ученици од 1 до 5 одделение во сите општини каде ќе победи градоначалник на ВМРО ДПМН и каде партијата ќе има мнозинство во Советот, вети вчера пред Струмичани лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски на митингот на коалицијата за подобра Македонија. Менито, рече тој, ќе биде подготвено во соработка со нутриционисти и прилагодено на возраста на децата, ќе се избегнува користење на така наречена брза храна. Директно се помага домашниот буџет на секое младо семејство кој има дечиња, кои учат од 1 до 5 одделение. Родителите имаат заштеди од околу 600 денари месечно за едно дете или за една учебна година од 9 месеци вкупно заштеди кои што се над 5400 денари. Ако семејството има 2 деца на таа возраст, заштедите се двојно поголеми, околу 1200 денари месечно, односно 10.800 денари годишно. Во училиштата, во кои е предвидена целодневна настава, родителите ќе имаат исто така значајно пониски трошоци во однос на сегашните, односно само ќе доплаќаат за вториот оброк. Груевски додаде дека согласно финансиските можности на општините во текот на 4-годишниот мандат ќе работат на тоа овој проект да се прошири на повисоките одделенија. Претседателот на ВМРО ДПМН пред присутните граѓани рече дека остануваат уште само неколку дена од мигот на одлучување од кој ќе зависи по кој пат ќе тргне Македонија. Тој на граѓаните им порача дека нивната одлука е многу важна и конечна, бидејќи тие го имаат последниот збор. Според него лицето кое го води СДСМ не вреди, а граѓаните заслужуваат подобро. Кандидатот за градоначалник Маријан Бајрактаров најави бесплатен приклучок за газ на домаќинствата, бесплатни униформи, нов булевар и инфраструктурни зафати. Најавив бесплатен приклучок во гасоводната мрежа за сите. Најавата на овој проект од граѓаните е одлично прифатена. Со тоа директно ќе се влијае на подобрување на животната средина и ќе се спречи загадувањето на воздухот. Носителот на советничката листа Александар Донев рече дека на 15 октомври Струмичани ќе ја спречат пропаста на општината. Имаме тим кој е одлучен да ја спречи пропаста на Струмица и подготвени сме да ги поведеме нашата општина и татковина кон новата ера. Затоа, вечерва на овој собир, даваме збор пред сите вас, дека ќе работиме неуморно, сите заедно, до целосна преродба на нашата општина Струмица. Поддршка на кандидатите на коалицијата им дадоа и представници на ГРОМ и на Социјалистичката партија.